Значи, појасно, ами. Нема ратификација на протокол за влез на Македонија во НАТО, нема стапување во сила на амандманите. Сега, зашто во истото да го нема и со уставните измени за внесување на бугарите? Зашто во случајот со толку фалениот преспански договор, нели зад кој застанаа и Америка и Европска Унија, а ете Заев и Ципрас си делат награди, па не знам што све не, условувањето на неговото стапување во сила е прифатливо како нормална гаранција, а во случајот со промените на уставот, со кои треба бугарите да влезат во преамбулата, не би било дозволено тие да се условат. Буквално на ист начин како што е сторено еве во спогодбата меѓу Атина и Скопје. Спогодбата и амандманите од Преспа видовме стапија во сила кога Грција го ратификуваше протоколот за НАТО. Уставите амандмани за внесување на бугарите во уставот нека стапат на сила кога Македонија веќе треба да стане членка на ЕУ, а Бугарија тогаш ќе го ратификува документот за тоа. Па нели е тоа апсолутно исто? Да, исто е. И така би било фер. Од Софија ништо нема да треба, освен една некаква, еве нека усвојат политичка декларација во собрание за прифаќање на оваа иницијатива, пошто Брисел би ја поддржал таа декларација и веднаш би ја свикал првата меѓувладина конференција. Денот како Македонското собрание ќе ги усвои уставните измени според предлогот на новата влада. И што е најважно, со ова решение нема ниту менување на рамката за преговори, ниту нови преговори со Бугарија, бидејќи тоа нема да биде ниту дел од рамката, ниту од договорот.